Здраво друштво, убав и среќен ден на сите. Како што ви ветив, дека во недела ќе се вклучам да ви кажам некои работи. Прво да ви се пофалам, ова е солената соба во Битола, Пелагонка 2, во Агапи центарот. Значи, еве сега ќе го видите и собственикот на солената соба. Здраво. Додека се наместам, ќе ви извините малку. Ево, јас и Владо тука. Добар ден и среќен ден. Само момент. Добро, мислам дека е добро. Се префрам. Така. Значи, во солената соба, која е добра за луѓе со псоријаза на кожата, со ензима, со проблеми со дишни патишта, можете слободно да доаѓате овде. За дечиња до 12 години е бесплатно и за лица со попреченост е бесплатно. Тоа веќе повеќе години, ама Владо ќе ви објасни подетално. Добар ден и среќен ден уште еднаш од мене како Владо Павлов. Значи се наоѓаме во Беладнија Агапи Битола, која што е солена соба и каде што ни е изложбениот салон на Феникс Мак Орган. Вакви соби имаме и во Скопје, во Беверли Хилс, а имавме и во Охрид, во Билјанин извори. Значи, бесплатните третмани на дечиња до 12 години, така сме си заложиле и така правиме. И лица со попреченост. И лица со попреченост, има повеќе деца кои што доваѓаат низ Македонија, е заложба која што сме ја дале уште во 2020 година. Денес можеме да се пофалиме дека пред некој месец ја имавме поминато и 35.000 услуга која што сме давале за овие 5 години на дечиња со бесплатни услуги до 12 години. Сите лица со попреченост и другите, ако сакате, можете да слободно да ме контактирате. Јас ќе се јавам, ќе ви биде бесплатно. Значи, дојдете да видите што е благодат. Овде има Владо некои испитувања од тестирањето на... Да, ова се извештаи од тестирање кои што се во согласно со европските стандарди за каков воздух имаме во солените соби. И морам да признам дека ние го имаме единствени ова од сите солени соби во Македонија, каде што во следниот дел многу убаво стои листите на микробиолошките испитувања, кои што потврдуваат дека нашите солени соби се стерилни и дека имаат прекрасен воздух кој што и како е потребен денес, а додека овде имаме да речеме испитувања кои што се правени микробиолошки и се според испитуваните микробиолошки параметри и добиени резултати за истите, примерокот е во согласно со европските стандарди. Мислам дека треба да го погледнеме и да видиме само дали ќе го видат убаво. Да, ќе го видат, може и да стопираат слика после и да се прочита убаво. Значи, да напоменам дека ние сме единствени кои што имаме направено овакви тестирања, кои што тестирања се правени по европски стандарди и кои што ги нема направено ниту една солена соба, а исто така ниту една болница каде што се лекуваат лица кои што имаат одредени болести. Единствени во оваа проблематика кои што сме направили испитување на воздухот, од кој што имаме премногу благодети и од кој што сме многу среќни кога дечињата, а посебно родителите се задоволни. Сега најверојатно, поради тоа кога правиш добрина на луѓето, се соочуваш и ја кажуваш вистината, се соочуваш со
проблемите кои ги нанесуваат, ќе го цитирам Никола Младенов, Бог да го прости, кога викаше: ние сакаме општество од здрави луѓе, а тие сакаат збирштина од безработници, и тука нема компромис. И затоа таквите луѓе како Владо ги сметаат. За солената соба видовте, ви кажавме, сега имаме, Владо има некои работи поврзани со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 64 млади животи и над 235 се со тешки повреди. Значи имаме многу сознание, гледаме дека многу работи, да не кажам се прикриваат, туку се премолчуваат, ти кажа. Владо, нешто за тоа да зборнеме повеќе? Па да, значи, као што кажавме и прошлиот пат, дека ќе почнеме да објавуваме доколку обвинителството и судот премолчуваат многу работи, ние не сме тука да ги премолчиме, ние сме тука да ги кажеме, затоа што вистината за Кочани е вистината за цела Македонија. токму така, значи, тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне на цела Македонија, затоа што секој град може да биде Кочани и од оно што веќе на глобално ниво се прави, јас со право или не, а тоа е мое право, а Јаготка Деко го нареков Кочанскиот Епштајн. Дали сум во право или не, времето ги покаже, ама доказите кои што ги имаме и кои што ги истражуваме, докази кои што ниту Крим, ниту било кој не ги е преземал онака како што треба, а наша е одговорноста сите ние да содействуваме со родителите, затоа што за некој да го прави се тоа што ние го правиме, доброволно, без никакви надокнади или без некој да ни каже, едноставно тоа го правиме за универзумот, за Бог, затоа што тие дечиња, тие херои кои што единствено тие се херои за нас, поради тоа што се бореле еден со друг кој да биде спасен во тие 5 минути тешка состојба пред смрт, во таква гасна комора која што навистина не можам да помислам ни што све поминувале, а најблиско е до оно кој што некои од нас имат кутриња и кога ќе го затечат отровено од овие земјоделските аптеки, со лаваца, со ланата. И јас имав една прилика така со мојот белгиски овчар, кој што го гледав како починува од ланата, тоа е навистина исто дел од цијановодород и е многу бедно, жално и мизерно. Во нашето претходно јавување дадовме еден доказ кој што прашавме за кабел. За кој што еден доказ за кој што ние прашавме за одреден кабел, кој што гледаме дека упорно се прават некои дека не знаат, дека како да не сме го споменале, а иначе тоа е од времето кога Кажавме и за експлозијата што не се спомнува никаде. Точно, значи ние исто така објавувавме и за експлозијата која што се премолчува. Денес сакам да напоменам за еден записник. За изјава, значи дадена пред јавен обвинител, нема да кажуваме, бидејќи скоро сите изјави ги имаме што се дадени пред јавен обвинител, и ќе одиме етапно. Нема да кажуваме кој ја дал изјавата, за да не сметаме на истрагата, но ќе цитираме делови од дадените изјави. Значи, ова изјава е дадена на јавниот обвинител Кочански Борче Јанев. Изјавата е вака гласи. Дел од изјавата. Значи, ова е дел од изјавата која што гласи вака. Плафонот беше спуштен,
но не сме приметиле какви материјали има и појаснувам дека беше околу 2:35 кога скоро внатре целиот плафон беше зафатен од пожарот, а јас околу 2:40 часот бев на првата летачка врата. А тоа го знам, бидејќи се јавив на мојот брат. Исто така, откако излегов од диското и знам колку време помина, диското уште гореше и слушнав силна експлозија. После што веднаш снема струја во диското. Не сега вака нешто. Значи, од тука произлегуваат неколку прашања до јавниот обвинител. Можете слободно и вие да го прашате, и судиката што го суди предметот. Посебно го повикуваме Ојо Гок. Да каже зошто, кога веќе во изјава стои дека имало експлозија, зошто таа експлозија не се спомнува никаде? Зошто не е направено подетална, подтемелна истрага да се види од што потекнува таа експлозија? Дали некој фрлил експлозивна направа? Дали имало нешто што би можело да предизвика експлозија внатре во диското? Зошто? Значи имаме многу прашалници зошто. Значи, Зошто ова се премолчува? овој записник е за испитување на сведок од 5. мај 2025 година, каде што присутен е основниот јавен обвинител Борче Јанев. Значи, од 5. мај тоа е само 2 месеци, февруар беше, март, април, после 2 месеци од несреќата што се случи. Сега, пошто овде се премолчуваат многу работи, да видиме дали станува збори за несреќа или некој знаел што има на кровот, па се премолчува и тоа што го имало. Од целокупната истражувачка дејност која што имаме поминато и разгледувано и од разговори со преживеани и од родители, работата и активностите доваѓаат до одредена експлозија која што морам да признаам уште нешто, кој што се случува на последното рочиште, каде што истото ова лице имаше излагање, тоест беше како сведок, и каде во моментот кога ја прашале дали имало експлозија, судијката денешна скокнала и рекла дека тоа прашање не се дозволува. Но храброста на сведокот е голема. Секоја чест од нас и во некој друг временски период да не сметаме на истрагата, ќе објавиме и лично ќе им се заблагодариме и ќе ја поканеме и во Прилеп и Битола и секаде каде што ние се движиме. И покрај тоа што судијката на последното рочиште кажала така како што кажала, девојчето јасно и гласно кажало дека имало експлозија. Зошто е табу темата експлозија со дискотеката Пулс, која што од првиот ден ние ја споменуваме? Имаме ние одредени сознанија кои што со текот на времето ќе ги доставуваме. Воедно да напоменам дека многу институции се информирани за ова изјава, за сето она што е. Информиран е и премиерот, информирано е и Министерство за внатрешни работи и се уште имаме некој одреден молк, но тој молк не значи дека ние треба да премолчуваме. Молкот е во интерес на судењето, да видиме како се одвива судењето. Ништо друго не е молкот. Значи, само поради тоа се молчи. Само поради тоа, да видиме во која насока го водат. Уште колку сакаат да премолчуваат. Од сето она што го гледаме на терен и од сето она што го истражуваме со мои пријатели од специјални единици, од мои пријатели од цел свет,
доаѓаме до заклучок дека навистина до пред Пулс и до за времето на Пулс овара не можеме да ја кажеме кочани, туку довлочени. Дали сомнежите одат до тој степен дека се криеле многу докази од истите нив, а се со една цел да се сокрие правата вистина, веруваме дека во ова време, а јас и денес објавив дека и според звездите, оддалечувањето на Сатурн од Нептун не може да сокрие ни една вистина. Така да, било кој да е мокник, ако мисли дека ќе се спаси, а ние веќе имаме многу докази, верувајте ми, тоа не му е дозволено прво од звездите, затоа што завршува она темнина која што е започната и ова е нешто што е направено за да одржуваат темнината. Сите докази кои што и она што го одработивме и кои што најавивме и за кои што имаме докази дека немало една, туку две експлозии, едната придонесело запаѓање на дел од покривот, каде што настанува тој пекол, и другата кога веќе се завршува извликувањето. Што значи дека се уште се молчи, морам да признаам, и за водородниот флуорид, кој што е причинител за хемиските изгореници. Дали во тоа големо присуство на тие штетни материи можеме само доколку имало сунгер, а уште не знаеме дали имало сунгер, поради тоа што сунгер имаше дефинитивно. Доказите велат дека изгорел целосно, и тој додека горел, дали е причинител за нешто што се случило како експлозија, или таа експлозија доаѓа од некои други нус појави кои што се правени за да се избегнат одредени симулации, а се со една цел да не постое, да се работи, затоа што овде имаме неважечка фирма која што не постои, бидејќи по секој закон ние имаме со затварање на жиросметка 45 дена. Не знам зашто УЈП и кој е тој основен суд Кочани, кој е тој судски совет што донесува одлука да се премолчува од УЈП, да не се поведува стечена постапка на ова придружница, затоа што во времето кога била блокирана жиросметката и да се покренала стечена постапка, и кој е тој судија кој што е одговорен за таа стечена постапка, за да може ќе се прекинало, немало да дојде до ова што дојде денес. Мислам дека за денес е доволно. Ќе продолжиме другата недела. За денес доволно изнесовме. Ние ова што го напоменуваме, сакаме да го повикаме ОЈО, да ги повикаме сите институции, да ја преиспитат ова што ни е кажано. Ти го повика и обвинителот Борче Јанев го повика. И повторно го повикувам Борче Јанев да направиме емисија ако треба, да се заедно да разговараме на ова тематика, затоа што од првиот ден е на местото на настанот и таму, и во здравствен дом во Кочани, каде што бара докази од медицински центар Кочани да му дадат докази за смртта од дечињата, каде што здравствен дом објавува дека нито едно дете не е дошло живо од починатите во здравствен дом, дека сите биле претходно починати. Значи, да ја разложиме целата активност, затоа што имаме уште многу работи да кажеме, посебно од последните случувања кои што уште се премолчуваат повторно во некоја комуникација кој што ги имат и со цел да се заштити Јаготка Деко, и од она што ми се гади више и ми е гнасно, ама верувајте ме, нема да можеме да го премолчиме она што во притвор Јаготка Деко го кажал и кој што го имаме како разговор. Верувајте ми, луѓе, тоа е гнасно што Епштајн може вода да му носи на Јаготка Деко. Ама нема да го премолчиме и тоа. После експлозијата ќе го објавиме и тоа, да ви се згади, да ви се згнаси, а некој да стоја за да го
да прави се за да биде спасен и да го извлече, тоа ние нема да го дозволиме. Уште еднаш ви благодариме. Експлозијата, горењето на одредена пластика која што има на оделата на лицата на дечињата, кога паѓало од плафонот и се тоа што значи однемување на струја, укажува на едно кое што е поврзано со предходното кое што го најавивме. Имајте убав, среќен и од Бога благословен ден. Се гледаме здрави и живи другата недела. Вистината ќе воскресне. Ние мораме да објавиме затоа што таа не додржува во живот. И не сме ниту еден град во Македонија да молчи, затоа што ако го премолчиме ова, следен град може да биде друг град во Македонија, завиен во црно, како што е Кочани завиен во црно. И затоа мајки, бдете на своите деца, давајте поддршка, борете се, ова кочанска секта да не влие на некој друг град. Да живее Македонија, ве сакаме сите, љубов и само љубов. Бог со нас и помеѓу нас, да сте ни живи и здрави. Поздрав! Поздрав!